Со рестайлингот на Ceed, Kia сакаше да ги потенцира новостите кои ги лансира минатата година. Пред се тоа е логото, новото лого кое зрачи со поголем оптимизам. За да биде рестайлингот покомплетен, гледате дека се сменети и фаровите кои сега делуваат многу поатрактивно и даваат убава форма на предницата со новата маска која делува доста агресивно. Што е направено на задниот дел? Поради задржувањето на истите димензии, дизајнерите на задниот дел немаа што да прават, па направија измени на светлосните групи. Во форма на саќе тие делуваат доста спортски. Всушност и целата задница делува спортски. Капакот на гепекот го покрива багажниот простор кој остана со 370 литри, што е сосема доволно за потрепштини на четворица патници. Како што реков, димензиите се задржани исти, а во внатрешноста има доволно простор да се сместите удобно. Амбиентот во предницата е задржан, но направени се неколку подобрувања што се однесува до софтверот и конективните технологии. Многу добро функционира поврзувањето со мобилниот телефон и Android Auto, кој може да функционира бежично. Една од предностите на Kia, барем во изминатите 12 месеци на пазарот, беше фактот дека таа секогаш имаше процесори и полупроводници, па секогаш излегуваше во пресрет на барањата на купувачите, односно немаше застој во испораката на возилата. Па затоа Kia забележа минатата година плюс 7% на продажбата на глобално ниво. Испод хаубата сме опремени со 1,5 литрен турбобензински мотор од 160 коњски сили. Па многу ме интересира како тој ќе се однесува во комбинација со 6-степениот мануелен менувач и нешто потврдото потпирање кое доаѓа во изведбата GT Line. Околу моторизацијата Kia никогаш немала компромиси. За оваа прилика избран е 1,5 литрениот турбобензински мотор кој испорачува 160 коњи. Благодарение на поинаквиот мапинг на работата на моторот, но и поинаквата работа на брегастите оски, со што се добива една многу поинаква перформанса која е подпомогната со турбополнач. Во изведбата GT Line се е подредено на спортскиот имидж, но и на перформансите. Во изборот постојат две опции на менувачи. Јас ја возам верзијата со мануелен 6-степен менувач кој е одлично избалансиран со моторот. Тој дозволува и латентно возење при повисоки преноси, но и дозволува цедење на моторот кога тоа го сака возачот. Подпирањето е стокмено онака како што треба, баш со спортски нагласок. Нешто поизразената тврдост на амортизерите дава едно поинакво доживување за управувачот. Подпирањето е димензионирано да одговори на можните перформанси кои ги испорачува моторот. Во секое време знаете каде е поставена каросеријата и како таа ќе реагира. Амбиентот со кој е обкружен возачот е класичен што може да се очекува од Kia. Дигитализацијата игра голема улога во внатрешноста на Ceed GT Line. Возачот е обкружен со кластер на инструменти, меѓу кои има
екран во боја. На хартија 160 конски сили во реалност изгледаат доста уверливо. Целиот сетап на возилото е направен да ви пружи спортско чувство, а тоа е изразено во секој километар. Со прецизното управување многу лесно се справувате со свиоците, а зашто СИД е направен со овој мотор е да не загадува, но и да пружи економичност. Може би и делува чудно, но на моето тест возење забележав просечна потрошувачка од 6,7 литри, што е според мене многу добар показател не само на економичноста, туку е и доста убедлив со своите перформанси. Kia Ceed има два крунски аргумента пред конкуренцијата. Пред се, тоа е испораката која нема никакви застои, ниту потешкоти, а втората е цената. Ceed GT Line со сета своја опременост која ја има, а навистина е богата, чини 23.150 евра. Со оглед дека е присутна во компактната класа, во C сегментот, тоа и дава одлични шанси во однос на конкуренцијата, која знае за слично ниво на опременост да биде поскапа и до 10.000 евра. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Следната средба за 7 дена и се разбира со нови возбудувања од сите автомобилски меридијани. До гледање.